Во неизвестност и очекување на поголем доток на вода во акумулацијата Калиманци се и оризопроизводителите и вработените во водостопанската подружница Брегалница пред почетокот на сеидбата на оризот. Лошата хидроложка состојба во текот на зимскиот период негативно се одрази на полнењето на браната. И покрај врнежите од дожд во текот на пролетта, количините со кои таа располага не се доволни за целосна реализација на планот за сеидба во споредба со минатата година. Во брана Калиманци има моментално 50 милиона метри кубни вода акумулирано, недостасуваат околу 40 милиона метри кубни вода. Планот да биде реализиран ми требаат најмалку 90 милиона метри кубни вода, а моментално дотокот е 12 метри кубни вода во секунда. Пред една недела беше ефтен страшно. Сега мен лично полека не ме страв. Мислам дека на крајот дека се ќе насееме. Освен некои мали корекции. Чекаме малце да се подобре, да биде малце подобро. Плюс и планове, значи земјоделци знаат, и земјоделците веќе 10 дена никој не е спаднал во поле. Сакаха некој да направиме работа скалесно, да кажеме кои се сигурни. После, ако има дополнителни количини, па тие површини ќе бидат како се големат количините на водата, зголемат и површините ќе бидат наводнени по Дорис. Од водостопанското предпријатие потсетуваат дека од вкупно акумулираната вода во Калиманци, 52% е за оризовите полиња во Кочанско. Остатокот е за полињата во Штипскиот и Светиниколскиот регион. 51% е на регионот Кочани и Виница. 48% водата е на Свети Николе, значи од Зартовица, натаму Штип, Свети Николе, значи не може да правиме ние калкулација. Во Калиманци имаме 60 милиона кубика вода, таа за Кочани за Оризо, значи за Оризо стануваат 35 милиона, 30 треба да отидат за Свети Николе. 65 еве, например, понеделник и вторник да има, 35 ќе бидат за Кочанскиот регион, на кој идеш по норматив 2 испаѓаат 1800 хектара по Дорис. Математиката е неименовна. Не е целта само нивите ги насееме, целта е да ги ожнеат луѓето. За почетокот на идната недела е закажана средба со министерот за земјоделство на која ќе се разгледува состојбата со акумулираните количини вода. При тоа ќе се утврди и конечниот план за сеидба. И понатаму неизвестно е дали и колкави површини во Кочанско нема да се сеат со ориз. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.